просиме од Господа. Во Струга од изутрина започна литургијата за успението на Пресвета Богородица, празник познат како Голема Богородица. Со овој ден заврши двонеделниот пост, а стотици верници од градот и пошироко се собраа од утрово на молитва под отворено небо на местото во близина на Женска плажа. Тие веќе десетина години мака мачат со општинските власти затоа што не им е дозволено на ова место да изградат црква. Верниците и денеска со молитви се надеваат дека нивната желба конечно ќе стане реалност и по деценија битка со општината, конечно на ова место зад мене ќе се изгради црква. Местото кое до тринава се одржува литургија било одземено од државата уште пред 50 години. Законечно во 2010 година истото биде вратено во црковно поседство. Литургијата ја водеше локален отец заедно со свештеникот Поградец од Албанија и на македонски и на албански јазик. Предходно на 15 август литургија по повод големиот празник се одржа во местото Поградец во храмот Пресвета Богородица во Албанија, која ја водеше меѓу другите и македонски свештеник. Сега граѓаните бараат на ист начин како во Албанија молитвите да им бидат слушнати во православен соборен храм во Струга. Отецот Александар Димовски вели дека изградбата на ваков храм само може да доведе до обединување на стружени без разлика на нивната етничка или верска припадност. Градењето за нас, за храм за нас, не е секако примарна цел, ние си ги остваруваме овде богослужбените потреби на ваков начин, но секако дека е реална потреба. Не само за православната заедница, туку општо и за градот, ако земе во предвид дека откако постои Македонија во некаков државен облик, освен храмот на гробишта во Струга не е изграден ниту еден друг храм. И граѓаните на ист став. Тие сметаат дека црква на ова место е повеќе од потребна и се надеваат дека општинските власти конечно ќе ги прифатат нивните барања. Црквата секогаш треба да ги сплотува луѓето без разлика од која вера и да се. Дали се вика Бог, дали се вика Аллах, Јуда, Вишна, за сите проповедаат мир, љубов. Јас мислам дека не би се извршила поделба на луѓето, затоа што тука од секогаш била црква, пред стотици години да речам, и мислам дека пак треба да биде црква и не би требало ниту црквите, ниту џамиите да прават поделба врз верска и етничка основа. Литургијата за Пресвета Богородица во Струга е повеќе од верски чин. Таа стана символ на упорноста на граѓаните кои не се откажуваат од идејата за изградба на свој храм.